Пред да ве представам, само една мала најава за она која што е денеска наша утринска тема. Се повеќе имаме мотори на улиците, затоа сме сведоци, се повеќе динамика во сообраќајот, а со тоа можеби и се повеќе зголемување на ризикот. Колку моторџиите придонесуваат за побрз сообраќај, а колку за поголема небезбедност. И нормално нема да ги ставиме сите моторџии во иста категорија и затоа сметаме дека е добро да ја реализираме оваа тема, дали правилата се почитуваат и кој најчесто ги прекршува. И она што е меѓу главните прашања е дали камерите на Safe City или безбеден град ги ловат и моторџиите, дали може да се санкционираат за преминување или прекршување на дозволената брзина или и прекршување на сообраќајните правила и прописи. На оваа тема во утринска на Телма зборувам со моите гости Боче Серафимовски и Игор Димич, кои што ни доаѓаат од Мото Асоциацијата на Македонија. Иван, се извинувам, Иван Димич. Реков си мој именјак и сега ти го погрешив името. Значи, Борче Серафимовски и Иван Димич. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Добро утро. Верувам дека ќе можеме да одговориме на овие прашања со оглед на тоа што и покрај тоа што и двајцата сте членови на одредени различни мотоклубови, кои што ќе ги кажеме се разбира, кои се дел од асоциацијата, Мото Асоциацијата на Македонија, и двајцата сте учесници во сообраќајот и секојдневно со мотори, така што верувам и од свој личен аспект ќе може тоа да го пренесеме, но ајде ќе почнеме од ова кое што сметаме дека е поважно, а тоа е самата безбедност и учество во сообраќајот. Да, моторите ја зголемуваат фреквенцијата, но дали ја зголемуваат ризикот или небезбедноста во однос на возењето и начинот на кој што тоа го прават? Благодариме најпрво за поканата и можноста да бидеме гости во вашето студио. Сепак имаме една интересна тема, како што веќе напоменавте, после риболовот како антистрес, 5 точки наутро зборуваме и за возење мотор, кој што е за нас мажите, барем нормално и за жените, представува една антистрес терапија. Една од најважните работи во управувањето на мотор, нормално ве потенцирам, е безбедноста. Бидејќи ние, како учесници во сообраќајот, нормално треба да се придржуваме до сите сообраќајни правила и прописи, кои што ги налага законот и подзаконските акти, но двете тркала секогаш се, да кажеме, на ризична категорија, бидејќи сме лесно подложни на влијание од останатите учесници во сообраќајот. Така да не случајно потенцирам оваа работа, дека особено важно е безбедноста на возачите на мотори и апсолутно во сообраќајот нормално дека треба и останатите возачи да не гледаат како такви, како рамноправни, бидејќи двете тркала се многу поризични од 4 тркала. Да. Во поглед на почитувањето на сообраќајните правила, да, самиот закон дефинира поим возач, значи секој кој што управува со одредено моторно возило е возач, така да и ние сме тие и нормално дека треба да ги почитуваме сообраќајните правила и се она кое што ни налага е моментално сега доколку зборуваме за Safe City, кое што е присутно во Скопје и во неколку останати градови во Македонија, дека треба да се почитува ограничувањето на брзината, правилата на однесување, регистрирање на моторните возила, односно еве на моторите, така да тоа не изема нас во никој случај, но напротив, еве ние како, можем да кажем, униформирани кои што представуваме одредена организација, институција, клубови, еве сега сме тука во својство и на представници на клубови, и представници на асоциација која што е едно поголемо здружување, нормално дека сакаме да дадеме позитивен пример како треба да се однесуваат и останатите во сообраќајот. Бидејќи кога не перцепираат останатите граѓани, да кажеме, или еве, не само возачи, позади кацигата нема Борче, Иван или било кој друг. Тогаш се збори за моторџија. И сега секој однесување, да кажем, непочитување, па макар и девијантно слободно ќе се однесам, ќе се изразам, се извинувам, значи дека тоа перцепира со лоша сваќање на граѓаните за нашето однесување и тоа не тангира конкретно сите. Значи, затоа ние сакаме со нашето однесување во учество во сообраќајот да дадеме одреден пример. Нормално, почитувањето на законот, да, но сепак и индивидуално како карактер, како возач, како организација треба да допринесеме и да дадеме одреден придонес во самото однесување за да можат и младите и останатите да го следат тој пример на безбедно управување и совесно управување со моторот. Така е, но сите оние кои што се учесници во сообраќајот се сведоци
на голем број примери кои што се обратни од ова кој што го зборувате. Прилично негативни примери во смисла на тоа дека не толку се почитуваат и останатите учесници во сообраќајот, а при тоа сметаат дека можеби ако се на мотор дека може да се, нели, како велиме, пикнат каде сакаат од една во друга лента или да пресечат пат на некој автомобил во однос на возењето на одредени ленти. Дали сметате дека автомобилите, поточно возачите на автомобилите, ве почитуваат доволно кога сте во сообраќај, кога учествувате во сообраќајот? Па во Македонија таа култура ја нема. Каде и да возиме на друго место е во ред. Во Македонија сега почиња више да не забележуваат и гледаме и флуоресцентни елици да возиме, да носиме за да не видат од подалеку и плюс со поголемите мотори сме поуошливи него ли со помалите мотори, така да... Да. И доколку возиш како што треба, со умерена брзина, го пратиш сообраќајот, немаш проблем и не си изложен на неприлики. Да. Како безбеден град ги забележува или како велиме народски ги лови моторџиите во смисла на тоа кога ќе се помина можеби на црвено, кога ќе се прекрши, односно ќе се прекорачи дозволената брзина или пак ќе се направи некаков друг прекршок. Пред малку пред да почнеме со разговорот во живо со Иван споменавме, поточно Иван ми сподели дека на оние улици или булевари каде што имаме камери и за напред и за назад, така? Двојни камери. Двојни камери. Така, само на тој начин може да се лоцира прекршокот? Вака, значи, ова актуелна тема ја разглобувавме така подолг период, нели како ќе следува и што ќе следува. Мора мислам дека излезе и со конкретно соопштение и за автомобилите и за останатите учесници, вклучувајќи ги и моторите. Така да и одредени портали наши со кои што соработуваме дадоа одредени информации во соработка со МВ, тоа се нерелевантни информации. На некои делови, односно раскрсници во Скопје, гледаме дека има двојни камери. Тие двојни камери значи регистрираат и од предна и од задна страна. Знаеме дека моторот како превозно средство има само една регистарска ознака, таа е позади, што значи дека е потребна втора камера при преминување на раскрсница или на местото каде што е поставена камерата, за да може да ја фати практично кажано самата таблица. Овде брзината исто на движење на моторот, нормално е дека се мери со самата камера и потоа се лоцира возачот, односно сопственикот на моторот, со овие двојни камери. Имаме и ситуации каде што немаме двојни камери, значи тие можат само од напред да го фатат моторот, но тоа не значи дека моторџиите и сите останати учесници во сообраќајот треба да го злоупотребуваат тоа. А воедно овие камери регистрираат регистрирани и нерегистрирани мотори. Значи, исто така и ова е многу важна работа. Исто така овде поминувањето на црвено, сукривањето на таблица, евентуално покривање од дел од таблицата за да не може да се прочита бројките или буквите кои што се на самата таблица и нормално сето тоа е регулирано во самиот закон со казнени одредби каде што следува одредена казна доколку се прави тоа. Апсолутно, штом се дадени правилата, истите мора да се почитуваат. Правилата се создадени за да има ред во сообраќајот, а за нас е исклучително важно тој ред да постои, бидејќи така ќе се чувствуваме и ние безбедни. Ако може да се навратам на ова што еве Иван говореше, нели, колку сме безбедни и колку сме почитувани од страна, значи ние секојдневно, еве особено сега кога ќе почнат пролетните денови, сите имаме желба да излеземе надвор да го изнесеме својот миленик, од најмалите до мислам повозрастните возачи. Се соочуваме со сериозни проблеми на таа сообраќајна некултура, морам да се изразам вака, и многу често, значи, луѓето едноставно не те преципираат или воопшто не те сметаат како учесник. Обично, еве, ние често патуваме и надвор од државата, претежно и нашите возења се такви. Имаме многу поинаква европска култура и јас еве апелирам до сите возачи да ја почитуваат сообраќајната култура и да превземеме нешто и од останатите
возачи во Европа, бидејќи таму многу посебно почитувани и на граничните премини, и во сообраќајот во големите градови на отворено, значи немате потреба ниту да блендирате, ниту да свирите, едноставно ве забележуваат и се тргаат. А овде доколку возите на автопат и ве забележуваат, они ве гледаат како потенцијална мета дека треба ова да биде надпревар. Дали моторот и колата ќе развие поголема брзина, што апсолутно не е во ред и не става во многу лоша и незавидна состојба, каде што може да имаме така е негативен, односно лош исход од самото возење. Да. Тоа всушност покажува до каде сме со свеста кога станува збор за почитување на сите учесници во сообраќајот, со било што, дали е тоа автомобил, дали е мотор, велосипед и така натака, а од друга страна пак некако чисто велиме треба да земеме пример од Европа, од европските земји, луѓе како вас кои што може тоа да го кажат, нели во свое лично искуство, можат да го пренесат, а при тоа да апелираат за такво однесување, но некако веројатно и тоа е малку и се почесто кај нас гледаме и моторџии кои што имаат, односно немаат соодветна опрема. Тука кацигата ќе споменеме како таква, многу често се гледаат и моторџии кои што немаат кациги. Значи, ако може да ги наречеме моторџии или оние кои што возат мотори, мотроцикли, како и да е поправилно, колку вие тоа го забележувате, колку можете да констатирате дали има почитување во однос на тоа носење на соодветна опрема или нема. Се разбира дека она што го спомнавте на почетокот како дел од мотоклубови и дел од мотоасоциација, тоа го практикувате вие по дефолт, но што останува за другите учесници во сообраќајот на мотоцикли? Па гледаме што поише да апелираме за овакво, за безбедност, за носење кацига, правиме доста акции за такви работи, значи мотоклубот на Лимит неколку пати има отидено по средните школи, каде што младиве се изложени и возат скутери и апелираме за носење на кацига, за купување на опрема, значи пред се и јас без кацига не возам. На мотор не се качувам ако не јас кацигата. Ако може да се дополнам овде, значи прво и основно кацигата е законска обврска, а нормално и безбедно за самиот возач. Да, имаме ситуации каде што гледаме дека нели луѓето возат без кациги и најчесто е тие кои што сакат да бидат видени на мотор. Значи возењето мотор е пред се задоволство, а не е реклама. Со кацига нема да може да се види кој го вози. Апсолутно нема да се може да се види кој вози, но безбедноста на возачот е една од најважните и на совозачот нормално и затоа како што спомна Иван дека ние како клубови, значи имаме и општествена одговорност и затоа сакаме да допринесеме на многу различни начини, дали ќе биде преку едукативни настани, дали ќе биде преку некакви останати форми на информирање на јавноста и младите учесници, дека мора да се носи и опремата мора да биде соодветна, бидејќи сепак таа го заштитува животот. Знаеме по статистика колку вакви случаи имаме со лош исход. Да. И кога зборуваме за вашата одговорност како дел од, повторно ќе речем, мотоасоциацијата, како членови на мотоклубови, како одговорни и совесни моторџии, што е она кое што го прави асоциацијата во оваа насока? Тука ќе споменеме и малку детали, нели во кратки црти од самото постоење на асоциацијата, колку клубови се дел од истата и што е составен дел од настаните и активностите кои што ги имате. Претпоставувам сите со едно такво значење или пренесување на пораката пред се за безбедноста. Мотоасоциацијата е релативно млада организација, значи оформена е пред 2,5 години и беше на иницијатива на овие клубови кои што сега сме тука и нормално секогаш примаме нови членови согласно правилата кои што ги имаме одредено во нашиот статут. Идејата беше значи укрупнување на самата мотокултура и да се регулираат одредени правила и да настапиме заеднички со унифицирани да кажем, и правила, и настани, и одредени работи, и нормално да се поддржиме едните со другите, но сепак пак потенцирам на општествената одговорност, која што сметам дека е една од најважните работи, која што ние покрај возењето мотор и задоволството кој го имаме, дека сакаме да допринесуваме во општеството. Сите овие луѓе, значи во асоциацијата членуваат 14 клубови, тоа се некаде околу 250 луѓе, активни членови кои што возат мотори, допринесуваат во клубот и го живеат клубот. Сите заедно представуваме една целина која што прво дава масовност. Сите наши настани кои што ги организираме.
Во позадина мислам дека одат прилозите од нашите настани кои што ги организираме како отварање на мотосезона, затварање на мотосезона. Тоа се пред се символики за да ја покаже нашата големина, а нашите настани кои што ги организираме од волонтерски акции, хуманитарни акции, крводарителски акции, едукативни акции и ред други акции, еве заедно имаме договор подпишан и меморандум со Републичкиот совет за безбедносно сообраќајот и Министерството за внатрешни работи, каде што имаме заеднички акции за подигнување на свеста кај возачите. Овде даваме една малку посилна порака на база на масовност, каде што повеќе луѓе се вклучуваат во акции. Наместо да имаме, еве да речеме, акција за подигнување на свеста кај возачите и кај возачите на автомобили и на мотори во еден град, ние тоа го правиме во 10-14 градови и во повеќе, бидејќи имаме и останати клубови кои што даваат придонес, кои што не се во асоциацијата, но сепак даваат придонес и учествуваат во нашите активности и нормално ние сме им благодарни за тоа, бидејќи сепак ја гледаат големата идеја која што нормално сме ја поставиле како цел. И на тој начин сакаме да бидеме некаков коректор во општеството во делот на оваа мотокултура. Значи, пак ќе потенцирам, возењето мотор, да, е задоволство, но не е само паушално возење, стигнување од точка А до точка Б, туку ние сакаме да покажеме дека ова кое што најчесто го гледаме на американските филмови околу моторџиите е сосема, значи, друга реалност, а ние сме активни луѓе во општествениот живот кои што секој на некаков начин допринесува за професионалното функционирање, но и на овој начин даваме додадена вредност што ние можеме да направиме и како да бидеме примери да смениме во општеството за да го направиме подобро и за нас и за нашите генерации. Да, одлично е тоа што го правите. Ви посакувам успех во вашата мисија, како таква очигледно неопходна за кај нас во нашето општество и функционирање во сообраќајот, а исто така и како мотоасоциација. Сите подетелни информации може да се најдат на вашата Facebook страна, на страната на Мотоасоциацијата на Македонија, каде што се гледа и како се забавувате меѓу другото и покрај и дружбата, нели, која што е особено важна. Ми се чини дека имаме уште една минута, јас само би сакала оваа минута да искористам за измените во законот, само накратко да ги кажеме, што како што споменавте ќе донесат малку по-добра регулација во однос на Така. Пред неколку дена имаме една иницијатива во Собранието на Република Македонија од страна на група пратеници за измени на законот за сообраќај, каде што се предвидува, доколку нели помине истата во собраниска процедура, да возачите со Б категорија навршени 23 години и дополнителни 4 часа обука во автошкола ќе може да управуваат мотори до 125 кубици или 11 киловати со автоматски пренос. Тоа е исклучително добра и одлична можност, бидејќи имаме многу случаеви на млади деца, еве до оваа категорија околу 23, 24, 25 години, кои што управуваат и поголеми мотори до 125 кубици без соодветна дозвола. И на овој начин ќе успееме да ја средиме регулативата да легално учествуваат во сообраќајот, нормално да имаат обука како треба да се однесуваат, а со тоа еве ќе го намалиме и метежот во самиот сообраќај, бидејќи наместо да излегуваме сите со автомобили, можеме во летниот период да се движиме и со мотори кои што ќе бидат малку побрзи, поагилни во сообраќајот, нема да пречиме, така е, со малите со 50 кубици, а и повеќето производители на мотори веќе мислам дека одат на категорија 125 кубици, веќе многу е ретко да се дојде до мотор 50 кубика, бидејќи ова е европска пракса во многу држави во Европа и сега истата сакаме да ја пренесеме и овде. Тоа беше една од нашите иницијативи кој Мотоасоциација во разговор со пратениците и еве постепено станува реалност и нормално ние ќе даваме иницијатива за се што можеме да придонесеме во општеството. Благодарам што бевте гости во утринска на Тилма и во нашата денешна тема во која што верувам дека испративме пораката во однос на безбедноста и како треба да се однесуваме кон моторџиите, како тие треба нели да го имаат своето место и учество во сообраќајот и за се останато кое што верувам дека ќе го имаме можност да го информираме. Ви благодариме за поканата. Благодариме на поканата.